Со години наназад има злоупотреба при доделувањето и користењето на државното земјоделско земјиште. И во оваа сфера владее огромен криминал кој што не е контролиран и санкциониран од страна на соодветните институции. Ова фрапантно тврдење го дали дури 77% од анкетираните земјоделци во Пелагонискиот дел и северниот дел на нашата држава. Истражувањето е спроведено како дел од проектот насловен Државното земјоделско земјиште во раците на моќните олигарси или кевистинските земјоделци. Според земјоделците, имало узурпација на земјиштето од страна на локални моќници. Од тие локални моќници, дел воопшто и не го обработувале земјиштето, туку лажно пријавувале дека имаат засадена одредена култура и ги користеле субвенциите од државата. Во други случаи, еднаш дадено земјоделско земјиште повторно се издавало во подзакуп, што е спротивно на законот. Исто така, земјиштето се доделувало и по партиски клуч. Ова истражување го спроведе Рурална коалиција. Сакавме малку повеќе да истражиме оваа тема и да речам ајде на некој начин да го разбиеме оној страв кој што е присутен кај земјоделците, особено јавно да зборуваат на оваа тема, затоа што станува збор за една сензитивна тема која што тангира повеќе аспекти или делови. Односно, не е само процесот или постапката на доделување на земјоделското земјиште, туку тука веднаш веќе тоа се поврзува и со процесот на доделување на субвенциите и останатите мерки поддршката, па дури на она сакале ние да признаеме или не партиска поделеност која што за жал се уште ја имаме кај нас. Со самото истражување кое што го спроведовме, всушност овие 77% потврдија она што јас претходно го истакнав дека е така. Но за жал скоро никој од земјоделците не се осудува јавно да зборува за ова. Немаше село во Пелагонија кое што не го посетивме, но земјоделците не сакаат да зборуваат пред камерите, ниту со скриен идентитет. Како за ниту еден друг општествен проблем, кај земјоделците владее невиден страв јавно да кажат каде завршува државното земјоделско земјиште. Се плашат дека ако говорат пред медиумите, ќе ги изгубат субвенциите, или дека ако имаат добиено и тие државно земјоделско земјиште, ќе го изгубат и него. Добар ден, како оди работа? Оди работиме полека. Да, Есенска обработка, да, подготовки за есенска сеидба. Саша Арсиќ од Кумановско Новосело е еден од ретките земјоделци кои се согласија да зборуваат на оваа тема. Според него, узурпација има и сега, но најголемите криминали се правеле до пред околу 2 години. А како најголеми узурпатори во минатото ги посочува поранешните земјоделски задруги и стечајните управници. Има ли се уште узурпација? Па сега за сега нема многу узурпација. Се покажа во предходниот пред неколку дена сме сведоци на кривични пријави за одредени стечајни управници во реонот на Куманово, за представници од Министерството за земјоделие, од Државниот инспекторат за земјоделско земјиште. Имаат кривични пријави бидејќи не излегувале на терен, не воделе домаќински ред од земјиштето кое е во собственост на државата. Инспектори излегуваат на терен? Па излегуваат инспектори на терен, но поретко. Арсиќ вели дека сега разбираат полесно за огласите, но бара олеснување во постапката при апликацијата и променување на составот на комисијата која што го доделува државното земјоделско земјиште. Во самата таа комисија да не бидат сите членови од централно ниво, од Министерството, туку да има и представници од локалната самоуправа, бидејќи тие луѓе најдобро ги знаат земјоделците, знаат кој каде живее, кој колку може да обработува, така да не може некој ако има еден трактор, а да земе 20, 30 или 50 хектари, тој не е во состојба да ја обработува таа површина. И Петар Диклиќ од соседната општина Старо Нагоричане од селото Војник смета дека земјиштето се доделува по партиски и роднински клуч, наместо да завршува кај вистинските земјоделци кои што се занимаваат само со тоа. И како има злоупотребе, не узурпација, него доделе државnog полјопривредnog земјишта. Dakle, mnoga su zemljišta dodeljena onima koji nisu dokazani u proizvodnji, koji nisu sposobljeni i nisu opremljeni za proizvodnju. Samo da navedem jedan primjer na Kumanovskom području, to je firma koja se bavi projektiranjem i građevinom. Dakle, niti su dokazani u proizvodnji, niti su opremljeni, niti su osposobljeni za proizvodnju. Dok neki zemljodelci
koji su opremljeni, dokazani i vode se kao zemljodelci, nisu mogli dobiti zemljište. A zemljišta su dobili po nekome nepisanome pravilu, rođaci, partijski opredeljeni. Како и Арсиќ од Кумановско Новосело, така и Диклиќ смета дека се потребни итни промени во начинот на кој што функционира Комисијата за доделување земјиште и незиниот состав. Sastali se neki ljudi u Skopju u nekoj kancelariji i na osnovu nekih pokazatelja na papiru su dodelili zemljišta po partijskim, lobijskim ili šta ja znam kakvim vrskami, a nije u tim komisijama nije učestvovao niko iz lokalne samouprave. Одговор за овие обвинувања и проблеми кои што ги мачат земјоделците се обидовме да побараме во Министерството за земјоделство. Според министерот Димковски, денес постапката за доделување на земјиштето била целосно транспарентна. Злоупотребите според него биле во минатото. Кога зборуваме за можност на некакви злоупотреби, тоа е пред се од претходните и поголемите и комбинати и фирми кои што ги зема и можно е да не се обработуваат или ги реиздават, затоа што во последните, пак ја кажам, 2 години оние површини кои што се издава и тие ги следиме, пред се би го рекол Џумаилија, каде што знаевме каква состојба беше со претходниот Субрата Рој, каде што 4 години воопшто не се обработува, некаде околу 4000 хектари. Така да минатата година скоро сите парцели кои што беа дел од тој систем веќе се издадени и тие се обработуваат. Процесот кој што го рековте ревизија на државното земјоделско земјиште, процесот е постојано отворен, односно секогаш каде што имаме вакви дојави излегуваме и тоа е еден дел од ревизијата. Регистрирани се ли вакви злоупотреби од овој тип, пример доделување по партиски клуч земјиште, да не го обработува, да зема субвенции? Она кога велите сега под партиски клуч кое што во минатото многу провејуваше нешто такво дека да, овој е припадник на една политичка партија, ајде да му помогнеме, да му дадеме државно земјоделско земјиште. Некои анализи кои што ние ги имаме, гледаме овдека пропусти кои што се правени во минатото пред се преку комисиите кои што биле формирани и таа е некоја злоупотреба во која што можно да се влијаело до оние површини до 3 хектари. Она се што е над 3 хектари зборуваме дека тоа мора да оди на јавно надавање. И тука веќе не може да кажувате вие дали е од припадник на една или на друга политичка партија, бидејќи оној што ќе понуди највисока цена, тој ќе ја добие земјата. Димковски вели дека по законот за пристап до јавни информации, секој може да види кое земјиште кому е доделено и дека не треба да има стравка и земјоделците да ги пријавуваат сомнителните случаи, но исто така и порачува земјоделците да не подлегнувале на разни шпекулации. Нема потреба од страв затоа што тој што го земал има договор и тоа е јавно достапен, значи секој дали земјоделец, дали било кој граѓанин, нели она по пристапот до јавни информации, секој може да дојде до таква информација, да го види договорот ако некој го побара, значи тоа се јавни документи. Ги охрабрувате ли земјоделците да пријат вакви случаи без да се плашат дека ќе имаат некои реперкусии? Апсолутно, и секаде ние и на терен кога одиме и тоа и го барам, бидејќи ние ги слушам истите овие муабети кога сме на терен дека е дадено на еден или на друг или некој узурпира или слично и јас им лично имам такви дојави кај мене, но кога ќе провериме, значи или е тоа издадено, веќе има по договоре, затоа што многу и кај земјоделците се присутни и шпекулациите. Но апсолутно дека тие треба да излезат, јавно да зборуваат без никакви последици. Во 2018-та биле објавени 9 огласи и еден јавен повик и биле подпишани 698 договори со вкупна површина од 3735 хектари државно земјиште. Сега, во 2019-та, во тек биле 3 огласи за околу 4000 хектари. Вкупно останувало уште да се доделат околу 200.000 хектари слободно државно земјоделско земјиште. И од кабинетот на министерот велат дека криминалите биле минато, а сега секоја постапка била максимално транспарентна. Го негираат и тврдењето на земјоделците дека од страна на вработените во подрачните единици, не само во минатото, туку и денес не се кажуваат сите капе бројки на парцелите. За немаме вакви поплаки, за да ги имаме
100% преглед на оно што е слободно. Како што спомнав, ние отворивме еден пристап кон земјоделците во кој што самите тие можат да испратат писмо со намери или нивно известување, нивно обарање за добивање на определени катастарски парцели, со нивно ставање на јавен оглас или на јавен повик. Секоја објава на секој јавен оглас и секој јавен повик завршува на нашата веб страна, во двадневни весници, во службен весник. Спротивно на кажувањата на земјоделците, од Министерството тврдат дека транспарентен бил и составот и членовите на комисијата за доделување на земјиштето, што пак за дел од земјоделците и денес таа комисија е голема мистерија. Комисијата е строго регулирана. Комисијата се состои од 7 члена и е една од потранспарентните комисии кои што постојат затоа што самото членство во комисијата е формирано повише институции, значи тука имаме 2 представници. Значи 2 од 7 се од Министерството, еден представник е од Сдружение кое што ги представува земјоделците, еден представник е од ЗЕЛЦ, еден представник од Министерство за финансии и по еден представник имаат канцеларијата на премиерот и канцеларијата на вице-премиерот за економски прашања. Така да овој мешан состав не дава на ниту една, да речеме, група да има преголемо влијание. Сите овие членови апсолутно се транспарентни и земјоделците можат да ги знаат. Најпрвен при самиот чин на отварање на понудите, кога се повикуваат се земјоделци, тие можат да ги видат сите членови на комисијата. Податокот кој членува во комисијата за доделување на државното земјоделско земјиште не им бил даден ниту на организацијата Рурална коалиција, дури и кога тоа го побарале по Законот за слободен пристап до информации. Во рамките на самиот закон стои дека за секој еден оглас при доделување на земјоделско земјиште се формира и различна комисија, така да таа комисија не е ни постојано во истиот сустав, не е ни истата, така да и да ги има членовите, а второ е согласно на ние што го истражувавме, дури преку барањето слободен пристап до информации не ги добивме имињата на членовите на комисијата, а уште помалку пак записниците или како, по кој начин или по кој принцип е одлучувано пред доделувањето на земјоделското земјиште. Од Државниот инспекторат за земјоделство велат дека само оваа година имале 1600 контроли, но признаваат дека и тие како инспектори имаат одредени проблеми со судскиот систем и некои узурпации на земјиштето. 64 решенија се за отстранување на констатирани недостатоци, 44 платни налози, 14 за поведување на прекурсошна појава, 2 кривични пријави за противправно користење на државно земјоделско земјиште. Поведени се околу 40 постапки во тексе, иако имаме контроли на барање на самиот корисник, едно 20-тина во последно време, кои бараат поради неисплатливоста да се раскине овој договор. Најчесто во кој дел Македонија се наоѓаат тие парцели? Узурпација секаде, многу имаше во овој период, дека сум ја овие 2 месеци во Кавадаречко. Најчесто со лозови насади. Имаме узурпации, кажав, неколку кои не се така едноставни да се решат, бидејќи имаме и слабост. Инспекторатот работи во едно опкружување кое што е какво е такво е. Недоволно ефикасни судови, не е ова критика, него е констатација. Според Шапуриќ, премногу мал бил и бројот на инспектори. Само 70 на ниво на државата, а требало да бидат барем двојно од тоа. И сега ние очекуваме 20 да бидат примени, да ги завршиме тие процедури, а моментално се 70 и нешто инспектори. 70 на ниво на држава, така? Да. Уште колку недостасуваат? Па уште најмалку толку. Новиот закон кој стапува во сила сега во декември, при крајот на годината, таму е можно да дојде и помошник инспектор. Она што може да се заклучи е дека за разлика од минатото, има подобрување и одредена поголема транспарентност во доделувањето на државното земјоделско земјиште. Но гласот и маката на земјоделците повторно целосно не се слушнати од надлежните органи, а борбата со узурпаторите и лажните земјоделци се уште ја чека својата кулминација и конечен расплет. Комплетната пак ревизија на доделеното државно земјоделско земјиште мора да се одвива со далеку поголема волја и далеку поголеми напори, отколку што тоа се прави во моментов.